Во кампањата за втор мандат Доналд Трамп постави прашање до најголемото американско лоби за оружје за тоа дали би можел да добие трет мандат, повикувајќи се на 4 мандати на председателот Франклин Рузвелт, кој почина додека беше на функција во 1945 година. FDR, 16 years, almost 16 years, he was 4-term. I don't know, are we going to be considered 3-term or 2-term? You tell me. Ronnie, what do you think? Конгресот во 1947 година го одобри 22-иот амандман на Уставот, ограничувајќи ги председателите на само 2 4-годишни мандати. Тоа стана закон во 1951 година, откако амандманот беше ратификуван од неопходните 36 од тогашните 48 држави. The amendment really codifies what had been for a long time a political norm of not running for more than 2 terms. Фернандес, кој е подпредседател на Центарот за уставна одговорност, објаснува дека традицијата на 2 мандата датира од првиот американски председател Џорџ Вашингтон, кој ги игнорирал постојните молби да се кандидира за трет мандат. Со почетокот на Втората светска војна, Франклин Рузвелт ја прекина таа традиција во 1940-та и го освои четвртиот мандат и во 1944 година. Од 22-иот амандман, 6 председатели служеле 2 целосни мандати, последниот беше на Барак Обама. Истакнатиот поддржувач на председателот Џо Бајден, актерот Роберт Де Ниро, го нарече Трамп како тиранин кој сака да биде доживотен председател. If he gets in, I can tell you right now, he will never leave. He will never leave. You know that. He will never leave. I only want to be a dictator for one day. Ваквите изјави на Трамп во овој изборен циклус доаѓаат откако тој се соочува со кривична пријава за обид за поништување на изборните резултати во 2020 година. Тоа може да предвидува идна намера, според уставниот адвокат Фернандес. The comments that Donald Trump recently made about a third term, which of course flies right in the face of clear constitutional text, are another reason to have concerns about someone who doesn't feel constrained by the clear text of our laws. The President of the United States. За Трамп легално е да се проложи со трет мандат. 22-иот амандман ќе треба да биде укинат, а за тоа би биле потребни 2/3 гласови во двата дома на Конгресот. И тоа ратификација од најмалку 38 од 50 држави или 34 држави би можеле да свикаат уставна конвенција, а секоја акција што ќе одобрат ќе треба да биде ратификувана од 38 држави. Само еднаш во американската историја е укинат уставен амандман. 21-иот амандман, ратификуван во 1933 година, го поништи непопуларниот 18-ти амандман, кој во 1919 година ги забрануваше алкохолните пијалоци. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.